Добар ден. Добро ни дојдовте во ново издание на нашата, се надевам и ваша, после 101-та емисија Никој да не зна. Значи, паролата останува иста. Се надевам дека уживате заедно со Телма и уште едно издание на оваа емисија. Паролата останува иста, како што реков, никој да не знае освен јас, вие и тој, нашиот гостин. И сега не знам многу за него, но ќе дознам во овој интервју од она што ми го кажа пред да почнеме, или пред да се вклучат камерите официјално да одиме во етер. Знам од каде е тој талент кој што го препознав, инаку се запознавме, нели, преку социјалните медиуми, ќе ни каже тој што како се случува, нели, во неговиот живот, заради тоа што во 18 часот има некои објави и тоа се такви размислувани работи кои што се прават кога се социјалните мрежи во прашање. Кога е тој во прашање, никако ми се чини дека кога ги затворите очите, исто како да го слушате оној кој што за жал не е меѓу нас, многу неговиот глас, барем мене ми личи на Тоша Проески. Неговото име и презиме е Васил Ангелов. Знам дека не гледаат мамитато? Да. Добра, супер. Поздрав, тато. Да знаев дека е твое дете, тогаш ќе знаев зошто и како. Значи, може смеам да кажам, така? Да. Ајде кажи ти. Здравко Ангелов од Арија Бенд. Тоа ми беше првото представување. Така, кога ми кажа чиј сина, тогаш ми беше јасно од каде тој талент кој што е неспорен. Така, се надевам да. Васил, на вистина, мислам дека, јас не сум музички образована, меѓутоа, нели, некој сум кој што е слушател. Доволно е некакво уво да ти кажа дека кога ќе ги затвориш очите и ви на колегите им пуштав нешто од тие рилови кои што ги пуштат и така натаму, и ми рекоа дека на вистина многу, не знам сега дали тоа си го сакал, дали си работел на тоа, и начинот на пеење и се некако подсетува на Тоша. Па генерално јас од мал сум растен со неговата музика и веројатно сум успел да го спојам тоа кога сум го образувал вокалот. Веројатно посвесно, нели, на почеток, слушајќи ги неговите изведби на концерти, сум анализирал многу што прави, како прави неговите украси, нели, целата таа техника од, да речем, постручен аспект, сум ја анализирал и се надевам дека преку тоа има допрено нешто во мене каде што имам усогласено некои, нели, негови елементи, да кажам украдено посвесно, нели, од позитивен аспект. Така што се надевам дека е добро тоа што го правам. Неа поминува таа линија каде што, нели, има многу коментари, вака што сум прочитал целот, нели, од обработките од каверите, дека, нели, Тоша не се обидува да го копираш, воопшто не се обидувам да го копирам. Нели, имаше проблеми Владко Лазановски на истата тема, нели? На почетокот од неговата, се појави така, беше го копираш, не те сакаме, оди си, не ни требаше така натаму. Значи има проблеми со тоа кога личиш, нели, или кога барам, не знам, можеби е тоа и велиш ти и учење, но и дарба веројатно. Сега гласот, бојата на гласот не можеш да ја не можеш да ја измислиш, не можеш да намислиш, така не можеш да направиш тоа, плюс минус, толку сакам волку да е вако. Види, мислам несомнено Тоше е нашата најголема музичка звезда и мислам дека на сите подсвесно што се бавиме со оваа професија, да речем, особено машките, па и, нели, женските вокали, многу сме гледале од него, многу сме учеле, сме го слушали, сите потајно натре во себе сакаме да дојдеме, нели, до некој ниво каде што, нели, ќе можеме да кажеме, окей, пееме барем на некој сличен начин. Пак ќе кажам и ќе се оградам од тоа дека пробувам да го копирам, не може никој да го копира, никој не може никого да копира. Меѓутоа, како што ете јас така барем мислам и, нели, и пеачката техника се учи на некој вид имитација. Односно, како слушаш, пробуваш да имитираш подсвесно сепак, нели? И мислам дека тоа имало многу голем удел во креирањето на таа слична интерпретација како што имал Тоша. Да. Кога се социјалните медиуми, колку се тие добри, толку знаат да бидат и лоши, односно да бидат тие хейт коментари многу, како да речам, да те вратат назад, нели, да речеш, ајде, више не можам да ги, ниту да им враќам, ниту нешто. Те испровоцирале некогаш, си одговарал или не? Во принцип не сме имале некои многу хейт коментари. Мислам овие за околу Тоша и личиш, не личиш, ова или не? Не, воопшто не. Мислам и дека кога би ги имал, не би дозволил да ме допрат. Јас тоа ете имав нешто на социјалната мрежа TikTok исто споделено, имаше 2-3 не беа хейт коментари, ама беше така смешни, им враќам и онака си се смеам. Мислам ја гледам да биде тоа, нели, за фраканција, заради тоа што сум сватил дека
тие хейт коментари се онака широка тема, опширна, сите разговараа за тоа и да, дефинитивно е многу лош момент. Меѓутоа ако дозволиме нели да не допре, сепак ние им даваме некоја предност на нив. Кога гледаме и пробуваме да го направиме од аспект на зафрканција на некој начин или на шала, мислам дека тогаш не е проблем. Се множи со нула. Да, веројатно. Пак ќе кажам, не сум имал хейт коментари за да знам онака да сум жртва на хейт коментари или на дефинитивно не го поддржувам и сум против тоа нели за сите колеги и колешки нели, пошто повеќето од коментарите се насочени кон девојчињата што е мислам тоа јас ете некоја непопуларно мислење имам да се воведе онака некоја интернет полиција за тие луѓе, мислам, тоа е стварно има претерува. Како би ги решил? Би ги решил со кривични пријави. Најсериозно. Мислам, онака се згрозив, сега е популарно, мислам, малце ќе ја сменам темата, меѓутоа прочитав за смртта на Владо Јаневски, за еден, мислам, тоа е човек што оставил, нели, трага, луѓето се дрзнуваат да пишуваат за, нели, политичките позадини и така натаму, мислам, место да му оддадат чест, луѓето мислам дека малку ја утнавме некаде работава со некаде многу сме утнале, не малку, да. И баш од тој аспект мислам дека треба да се воведе некоја контрола, пошто луѓето не може да си дозволат се што ете. Има некој како мене и нели што не им даваат многу значење, но има некој што навистина допираат особено до помлади девојчиња. Не давале стојат тие работи, нели? Не е убаво да стојат, мислам, не е убаво за сите нас. Туку ти кажали татко ти што те чека кога почна ти да посакуваш да бидеш во музиката. Музиката генерално стана дел во твојот живот, сакал не сакал, нели? Арија, тие свирки, не знам, настапи, одење, така натаму, свадби, се. Музика, правење музика и така. Веројатно си бил тамо, веројатно си растал со сето тоа. Имаше ли опција Б? Посакали, не знам, да бидам друго, да бидам... Види, кога сум бил мал, сум се бавел нели со повеќе спортови како и сите деца што сме тренирале повеќе спортови, сум пробувал нели во повеќе области. Меѓутоа од најрано детство, на што го памтам за себе дека сум растен со музика. Ете, започнав да се школувам на ударни инструменти во нижо училиште. Тоа чиј избор беше, твој или на татко? Тоа беше мој избор, едноставно, да, татко ми никош не ми сугерирал прави го или прави го. А ти сугерираше да не бидеш музичар? Пошто знаат музичарите никогаш и да го кажат тоа на своите деца. Не се сеќавам и тоа. Немој по моите стапки. Не се сеќавам на такво нешто. Сега, ете, не ми го кажал тоа вака што да ми дојде на памет, меѓутоа бил моја најголема поддршка низ целиот процес и денеска и мислам дека и цел живот ќе биде така доколку нели не ми замери сега нешто после емисијава. Се надевам, да. Се зезам и ете, сум немал сугестии околу тој дел со што се бавам. Така што ова е мој личен избор и сум поддржан од самиот почеток до денес максимално, буквално со нели од секој аспект. Добро, зашто ударните се сменија во соло пеење? Не ти се допадна по тоа? Не, апсолутно ми се допадна, меѓутоа повеќе се пронајдов во пеењето, заради тоа што во тој момент, ете тука е мојот другар и брат и кум Иван Митковски. А и кум се? Договорени сме така да сме здрави и живи, ќе го видите. Да, ќе го видите кога ќе пеат и свират во живо, така? Ние имавме баш во Нижо се случи да набавам дома музичко опрема за снимање. И онака си подпевнував, пошто тој беше запишан на класична гитара смер, исто нижо музичко, бевме во заеднички клас на теорија на музика, имавме час. Таму се споивме преку зафрканци и преку игра. Успеавме да направиме некоја каверче кај мене дома. Функционираше убаво, отиде вајрал во тој момент и некако видов дека повеќе онака магијата почувствував од музичкиот аспект повеќе во пеењето. И ми беше многу логична и разумна одлука да направам нели само промена, иако ударните инструменти гледам од денешен аспект дека многу ми помогнале онака за музичката наобразба. Да. Така што ете, имало зашто, веројатно така бил патот, ќе видиме. Да. И сега кога сме кај патот, потоа реши дека ќе го оставиш, нели? Научи што научи, како се вика тоа. Да. Го заврши средното, се запиша на факултет, ама рече дека нешто друго сакаш да студираш. Тоа е можеби добра варијанта заради тоа што сите веројатно музичари најдобро функционираат на тема да имам ја нешто сигурно, а ако случајно ова не успее. Добро. И тоа е твој план Б, или? Не имам план Б. Едноставно се запишав, меѓутоа сакав да, пошто нели времињата носат и други околности,
решив да пробам нешто друго во однос мислам да го искористам тоа што ќе го научам во тоа што го работам, тоа се запишав на маркетинг студии. Добро. Кои што ги завршив и гледам дека можам да ги применам на повеќе проекти што ги работиме моментално, меѓу кои и нели главниот проект што се вика Васил Ангелов. Така што пробувам тоа што сум го научил да го имплементирам во области од социјалните мрежи, нели од stage presence и така натаму. Така што сакав нешто да ми биде практично заради тоа што со пеењето и ден денеска си одам нели на часови, се школувам, така што мислам Еве ни вика, добро, не чека Леон. Од кога го знаеш Васил? Па сигурно 4-5 години. Добро, како се запознавме и ти си во музиката? Да, јас сум исто завршив музичка академија, претходно се бавев, исто свирав. Добро. Како се запознавме? Случајно на едно снимање ме викна да глумам дека свирам на нешто. Аха. И тогаш се запознавме со Васил, како што памтам јас, да ме, ако не сум во право нешто, да ме потврди дека не е така, небитно. Меѓутоа, кога беше, имаше исто така еден настап, од ме слушна како свирам. Добро. И така, нешто на Инстаграм, дали се пишавме, не знам, си разменевме ни број. И така. И сега си дел од бенд, сега комуницирате? Да, јас сум дел од, они со Иван беа, со гитаристот. Така? Они беа со Иван заедно и после јас дојдов како трет член на бендот. Супер. И еве, до ден денес функционираме како треба. Да. Супер. Добро, Леон, како би го опишал Васил? Васил? Да. Со колку зборови имам нешто или така? Што побрзо? Ајде бројме зборови. Како би го опишал? Да. Феноменален талент во однос на тоа што го прави, на пеењето. Не дека свирам со него, сега и му пунам бодови, ама еден од подобрите вокали во Македонија и амбициозен млад човек што сака да успее. Вака карактерно брзо се нервира, ама и брзо и не се нервира. Брзо му поминува. Да, брзо му поминува. Добро. Супер, мислам. Да. А кажи ми некоја мана на Васил? Мана, па беше малце подебел, се ослабе, нема мана. Значи нема мани после тоа? Уште не сум толку, ама да. Да. Добро. Муабетевме околу ова, ти мислиш дека ова ќе му донесе му е предност или можеби некаде ќе направи проблем ова бојата на гласот и се она што значи околу приказната околу Тоша? Уште еднаш малце ми се прекина врската. Добро, значи на почетокот муабетевме тука со Васил, дали ти мислиш дека му е предност или можеби ќе му направи сопки некогаш тоа што бојата на гласот и начинот на интерпретација многу потсетува на Тоше Проески? Па не, тоа е природна работа се. Да. Што звучи слично на Тоше, тоа не го одбрал, тоа така се случува. Така се десило. Така. Да, има сличен вокал, ама многу е различен од ето Тоше кога го спомнуваме. Има свој начин на пеење, своја интерпретација, така да јас не би го, може само бојата би рекол дека е слична, ама далеко од тоа што добро е лично со Тоше. Супер. Леон, уште нешто, прашање некое, само да не е многу вулгарно, мислам не е воопшто вулгарно, да ти одговори во моментот ако нешто не си го прашал досега, Васил. Васил? Сега требаше да знам, требаше да размислиш. Не, ќе биде лошо да не кажам па немам прашање, ќе пробам нешто да смислам. Ајде смислувај. Значи си го прашал веројатно што ќе правите следно, каде ви се свирките, си го прашал тоа? Да, што треба го прашувам. Што вика? Повеќе од што треба ме прашува, да. Пред некој ден рекордни 10 пати ме праша што правиш. Така да, он има. Значи си го прашал, Леон? Не знам што би го прашал. Не знам. Да кажа искрено кој број на пати ќе носи. Леле. Да, ме зафркава, затоа мисли дека носам. Така, не е вулгарно, ама ета, ма. Ајде, добро.
Леон, фала, гледање до крај да видиш што ќе каже Стефан за Да, малце вас. касни звукот таму, јас ве пратам. Е, па затоа, зашто сме на телефонска врска, па малце доцни и се. Вака се јавам телевизија, од која знам што е телевизија. Требаше да го предупредиме да се оддалечи од телевизијата, ние гафовите Не, што јас ги сум прават. далечен, јас не зборам пред телевизија. Добро. Како и да, Леон, супер си поминавме, фала ти многу, ајде кажи вас. Убав ден да си имате. Убав ден и тебе, поздрав. Фала ти, кој број носиш патики? Не ми верува дека носам 45 45 кроз 46. На колку му личат? Е, па не, мислам, не, он не ми верува. Проверувал прстот во џебкал и гледа дека џабе го прашува по шета кога очигледно е. Дека имам големи нозе. Ајде, од тука микрофонот е твој, Иван те чека на сцена и пееме Морска звезда. Ајде, може. Ајде. Само без микрофон ништо. Не, со микрофонот. Можеме. Одам по патот што го сонив, лево љубов, а десно музика. Нема да кажам колку добив и чија во џебот чувам слика. Сакам да знаеш дека лажат, дека веќе сум станал горделив. Спомен ме носи покрај плажа и лежам на твоите гради бели. Се колнам во песните мои, те сакам ко првиот ден. А лето ко лето се брои, што есента расипе се. Морска звездо, каде си сега? Дури ветрот игра со лисја, зошто писма ти не ми пишуваш? Морска звездо, дали ме памтиш, дали сум за образ ти краси, кога име ке ми споменат? Морска звездо, каде си сега? Дури ветрот игра со лисја, зошто писма ти не ми пишуваш? Морска звездо, дали ме памтиш, дали сум за образ ти краси, кога име ке ми споменат? И натаму Васил Ангелов е во студиото на Телма. Продолжуваме со оваа никој да не знае. Во очекување на вториот другар Стефан. Е, до тогаш, заради тоа што ништо не измоабитивме околу музичката кариера, јас споменав кавери и сега кажи ми како тргна приказната и што значи ова во 18 часот, пошто не ми е јасно. И викаш дека сите си имаат некаква приказна, сега ќе има нова приказна и така натаму. Вака, сакав да направам некој концепт, некој серијал од обработки на познати песни во аранжмани што ќе ги правам јас. Добро. И ќе ги продуцираме како мини спотчиња. Тоа ми беше првичната идеја да биде нешто модерно, да биде нешто нели во тек на она што е сега актуелно, ново време. И нешто што ќе држи внимание, пошто класични нели обработки и натаму се добар избор, нели онака лабаво, спонтано, ама мислам дека сакав да направам нешто што е малце поразлично и гледам дека има добар фидбек, добри коментари, супер коментари. Треба од денешен аспект, значи утре фактички во четврток излегува третата епизода, ги третирам како епизоди. И ете, планот ми е секој четврток во 6 часот излегува нели нова обработка, нова епизода на популарна песна. Чекај, сакаш да ми кажеш, утре ќе снимате и веднаш до попладнето ќе биде тоа готово и го пуштате? После ова снимање снимаме, го работиме и до утре не е готово. За еден ден. Да, толку за. А одговорниот за сето тоа е Стефан, кој што го имаме на линија. Стефан, благодарам за супер соработката, благодарам што знаеш што правиш и те пофалив, супер, тирајте само така. Здраво живо. Фала. Здраво на сите. Да. Добар ли си?
Супер, вие како сте? Супер, да. Се надевам дека ќе биде исто така сладко како со Леон муабетот. Значи, од кога се знаете со Васил? Сигурно 10 години. 10. Сигурно. Добро. Ти си некој што работи продукција или нешто друго правиш? Како се запознавте? Што ве врза? Па ние се знаеме од основна школа, Добро. по школа учевме. И така, он почна, помниш тогаш тајраше со музика. Добро. Јас сега пред некоја година почнав со видео и така се најдовме на пола пат. Што Така почнавте почнавме да од ви? работиме. Како? Сме се нашли на пола пат. На пола пат се нашли. Добро, ја не го слушам баш најдобро. Добро. И сега правите видеа заедно. И сега заедно снимаме. Добро, имаш некаква идеја или заеднички се идеите околу, например, сега од тука ќе оди да снимате, нели? Што имате идеја? Што ќе правите? Смете да ни кажете или не? Не знам, треба Васил да го прашаме за тоа. Чекај малце, Васил смее да каже нешто? Оставам на него. Ајде. Малце да видиме како ќе изреагира, ме интересува. Ајде, добро. Стефан, ќе ни кажеш кај ќе одите, што ќе снимате? Ништо не откривам. Ништо не Тоа ми се свија. Знаев Стефан дека нема да ќе се кажеш. утоначиш. Не кажам. Да. Како би го опишал Стефан Васил? Како би го опишал? Зашто ви е тешко толку да ме Не опишете? знам. Јас сум многу едноставен дечко. Така ти мислиш, Васил, изгледа? Па прво сигурно талентиран, пред се талентиран. Добро. 100%. Искрен и автентичен, енергичен. Значи комплет. Добро. Комплет. Супер. А мана Така никоја? би го опишал. Мана? Нема искрено мани човек. Не може да нема мана, не постои човек. Стварно. Како? Нема мани? Нема мани човек. Јас ќе го потсетам на Мајата касни, ама не е многу, по 5-10 минути само. 10 минути е реално време за чекање са. Да, До окей, 15 по бонтон. Да. Така што не е за љутање тоа толку Не е многу. страшно, не е страшно. Добро, чекај малце, сакаше Васил да те посети. Што ќе го посетуваш? Да му дадам само асоциација Стефан до кај видеото. Апропо маните, зашто тоа ми е најчесто прашање. Видеото ќе биде утре, така Стефан? Ќе биде ли до утре готово на прашање? Ќе Така биде е, ли утре сега, готово, да, ме прашагам, да. да го потсетам што да каже. Добро. И Стефан, за крај, дали имаш некое прашање за Васил? Прашање? Да. Било какво? Како? Било какво, само нема да прашање. псуеш. Било какво, само нели да не сме вулгарни во етар. Да. Ако не беше музичар, што ќе беше? Аха, супер. Стефан, поздрав, фала ти, нема многу време, ајде искористиме за муабет. Повели. Ако не беше музика, веројатно Спортист. не лижам баш на спортист. Нешто со полиција, нешто тоа ме влече. Не зезај. Да. Ке беше полицаец. Па нешто во однос на тоа. Нешто, дали, не знам, специјална единица, дали некој повисок чин, нешто такво. Сигурно, ако не беше музика. Да. И сега кога сме кај музиката, имам уште 10 минути заедно, 9 минути без песната. Добро. Да. Значи, ме интересира како тргна со музиката, односно како тргна со создавањето, ти да бидеш кантавтор. Па е така што спомнав со Иван од тоа музичко студио што сме го направиле, што сме ги почнали оние Пушнавте со кавери, па пушнавте после тоа нешто да си се е тоа процес, создавате. нели, да, на чепкање, истражување, експериментирање, од тоа се раѓале некои идеи кои што подоцна како што сум, нели, се наобразувал, да речам, во однос на продукција, сум пробувал да ги ставам едно друго, функционира супер, сум користел музичко знаење и сум дошол до некој стадиум кај што можам да да аранжирам до некој ниво, се уште нели нормално Така, почетно ниво е. Ти треба помош секако на крај, да речеме, за финисите. Да. Во однос на аранжирање на продукцијата, додов до степен кај што можам сам да од 0 до 100 да доведам една песна, освен текстот. Само околу текстот имам соработници. Меѓутоа другото е онака се што можам да го. Твоја беше идејата за Тамара и Лазаров за спојката или како? Чива беше идејата? Бев во студио со исто така мој многу добар другар Дарко Јовановски, да го поздравам во моментов, и со Стефан Лазаров, каде што нели кога се случи смртта на Зоки, он беше сакаше нели некој момент како да го обележи, да го има низ песна, да го опеат низ песна. Така, реши да биде тоа
песна, ме праша, онака беше баш случајно, мовет, дали можеш на друго одма станав на клавир, поставив некоја идеја, многу му се допадна, ја развивме до некој ниво. Кажи им само да знаеме за која песна станува збор за Патишта, која што ја пеат нели Стефан Лазаров и Тамара Тодеска, нашата најдобар вокал женски од Македонија и пошироко. Мене не ме прашаш за мене секогаш, да. Да, потврдувам онака 110 и инволвиран беше од целиот процес Сладкаристика како носител на текстот и дел од музиката. Така што јас бев нели музика и аранжман, онака го поставив целиот инструментал, ја го направив целиот аранжман. Со онака беше многу интересен момент да се работи и со Тамара во студио, и со Стеван и со Сладкар, така што ете беше одлично искуство за мене и мислам дека направивме еден добар продукт. Знам дека Тамара од прва све испеува, не знам како било во твојот случај, така знам од Роберт Билбилов. Вели Тамара е единствената која што влегува, отпеува и тоа првото е најдобро и втор пат и пети пат да пее. Многу ми беше јако. Најдобро е првото. Да, многу ми беше јако што јас сум љубител на old school моментот, си дојде со напишан текст. Односно го напиша текстот на ливче и хартија, не на телефон. И тоа ми остави онакав впечаток што ми се допадна, зашто ми е онака нели. Малце нетипично за овие модерни времења. Да. Ти реков и пред ова интервју, ке ти речам и вака во живо, дека вреди овој талент, односно не за џабе си овде и сакам нели оваа приказна да раскажеме, ама и сакам да те потсетам дека многу повеќе треба да творите, нели кавери се кавери, настапи се настапи, но она што останува, ета ќе остане Патишта, ќе остане оваа без извини вашата и така натаму нешто што ќе биде пак ваша, како да кажам, како дело. Другото се кавер приказни, не колку и да си твој, нели сепак имаш душа и таму, но не е тоа. Апсолутно се согласувам, треба нели сите повеќе да работиме во тој дел, авторската музика треба да биде нели да обележи еден артист, еден вокалист, нели сепак сите си имаме свој печат на некој начин. Во она што го правиме треба да оставиме нешто нели нешто позади нас да кажам, ајде. Така што ете во тој дел дефинитивно ќе ја вложам својата енергија во претстојниот период, меѓутоа паралелно ќе ги терам нели каверите и настапите и се што носи една кариера на млад артист. Ти благодарам премногу на поканата, многу убаво студиото, многу убав концептот и баш нели те пофалив дека е онака телевизиски, меѓутоа модерно се носи со нешто што може да ти го задржи вниманието да излезеш до крај на емисија, така што ти благодарам многу за поддршката. Сакаме да создаваме нови идоли. Децата се желни, а нели социјалните медиуми се добри, ама и некаде се многу лоши, многу зли. Како што кажавме, меч со две острици. Слушај се, знаеш што сега те прашам? Тива на свадба ќе ти свири Арија бенд? Ќе видиме, ако не се многу возрастни да не речам остарат до тогаш. Леле, не ме зизај, ќе ни се најути тато дома. Ако не им се приспие на пола свадба. А ти до кога мислиш да тераш да не се жениш? Уште малце. Уште их време. Уште их време. И кумот е тука? Кумот е тука. Добра, како е тоа со кумството? Како се договоривте вие кумови? Договорени сме, тоа е резултат на добро другарство и добро пријателство и сме договорени со него и со мојот другар Дарко, што го спомнав претходно. Аха. Со двајца кумови ќе, он ќе ти биде старосват. Тројца се, фактички кумашин, како беа ти? Да, не, кум и старосват. Кум и старосват, така нешто беа, да. Така, чекам колку имаме време. Добро, имаме време да ми кажеш кај се гледаш себе си за 5 години од сега. Види, тоа не знам, прашање ми е малку онака... Излитано? Па не излитано, меѓутоа... Ама сакам да видам како се гледаш. Имам визија, сакам за 5 години сите пред се да сум здрав и жив и сите мои да се здрави и живи, меѓутоа сакам планот да го темелам на малку по кратки стази. Заради тоа што денеска е моментот, нели, било што било минатото не може да го измениме, иднината не може да ја предвидиме, она што ни останува во самиот момент, во самиот ден. Сакам да воспоставам контрола врз тоа, имам визија, дефинитивно имам патоказ, меѓутоа ете најкратко да не филозофирам, здрав и жив со сите мои блиски и сакани да сме си здрави и живи и мислам дека животот треба да си биде убав и за секој еден има пишано нешто кое што нели го чека во кариерниот пат и така натаму. Да. Инаку да им кажеме на сите што гледаат Телма во моментот дека свирите се, освен турбофолк не. Па да, не свириме, немаме ништо против, меѓутоа не интерпретираме се уште не е ваша, не е воопшто наш домен, наш фах, да кажеме. Така е, да. За сега сте задоволни од тоа како изгледаат свирки, како изгледа букирање, нели имате? Да, супер. Супер е, да, имаме и тим позади нас, што си тераме, настапуваме во локали низ Македонија, имаме, мислам, одличен репертоар кој што е нели адаптиран за повеќе возрасти, и мислам дека добро се снаоѓаме во тоа. Супер. Васил, многу ти благодарам, Иван, и тебе ти благодарам, иако ќе го видат сега гледачите ако не гледа од почеток. И сега за крај оваа твојава, значи оваа е авторска без текст. Така, текстот е чии? Текстот е на Дени Куртович. Добро, без извини.
Без извинение. Повели, ова ќе биде крај на ова, никој да не знае. Ајде. Svoj pad odev do kraј без да помислам. Болка и страв чувствувам пак штом си отидам. Губаш љубов осеќам пак кон некогаш. Губиш љубов осеќам. Ти не си крива, на другам посеќаш. Без извини не си одам. Знам не ти значи, а ти не си иста кој јас. Наивно патиш. Без извини не си знам не ти значи, а ти не си иста кој јас. Наивно патиш.